Почитувани, Македонија е длабоко навлезена во енергетската криза и не е во можност да се справи со предизвиците и последиците предизвикани од кризата. Електроенергетскиот систем на Македонија треба да гарантира сигурно и доверливо снабдување на електрична енергија до своите потрошувачи. За жал, владата на Македонија и раководството на АД ЕСМ успеа за само 4 години да ги уништат нашите производствени капацитети, кои се сега далеку под нивото на своите производствени можности. Според Законот за енергетика, донесен во 2018 година, АД ЕСМ има законска обврска за 2022 година да обезбеди минимум 60% од потребите на Еванахом за снабдување на домаќинствата и малите потрошувачи. АД ЕЛЕМ не се појави и на третиот тендер објавен од страна на Еванахом. Наместо АД ЕСМ да ги исполни своите законски обврски и да гарантира сигурно снабдување со електрична енергија, ние денес имаме пропадната и банкротирана компанија која произведува милионски загуби кои ги плаќаме ние граѓаните од буџетот на Македонија. Наместо успешно справување со енергетската криза и зголемување на сопственото производство, денес сме сведоци на скапите набавки на струја од надвор и по цени од 350 евра за мегават час, иако производната цена на ЕСМ, кога би имало јаглен во термоцентралите и вода во акумулациите на хидроцентралите, би била околу 55 евра за мегават час. Почитувани, зашто АД ЕСМ не учествува на тендерите на Еванахом за набавка на електрична енергија? Дали енормно ниската понуда на електрична енергија на ЕСМ кон Еванахом по цена од 36,1 евро за мегават час, која што е далеку под производната цена, им се удри од глава на СДС. Причините се кријат во лошото менаџирање на оваа компанија, поради што акумулациите се на минимум, па хидроцентралите не се во можност да го произведуваат потребното количество на електрична енергија. Рек Битола е во постојани хавари и дефекти. Ископ на јаглен во родниците речиси да нема. Дневно се копа колку за потребите на половина блок. Наместо да се копаше јаглен пролета и летото, тие договараа тендери со фирми блиски на СДС, за денес да не замајуваат со научно-фантастични приказни за набавка на јаглен од надвор. Затоа АД ЕСМ не учествува на тендерите на Еванахом, бидејќи не се во можност да произведуваат, не знаат колкави количини на електрична енергија можат да произведат и по која цена да ги понудат на тендерот на Еванахом. Како последица на тоа, владата на Македонија прогласи кризна состојба во енергетиката во траење од 1 месец, со што се префрлија 65 милиони евра на АД ЕСМ за да ги задоволи да ги покрие нивните загуби, за да може ЕСМ да се раздолжи и кон МЕПСО. Сега ќе имаме продолжување на кризната состојба за нови 6 месеци. Уште колку милиони евра ќе треба да плаќаме ние граѓаните за да ги покриеме загубите на државните енергетски компании? Колку милиони евра ќе не чини ова недомакинско и криминално владење на владата на СДС? Од 1 јануари дефинитивно не очекува ново поскапување на струјата. Најпрво, во 2020 година ја поскапеа струјата за 7,4%. Потоа следеше ново поскапување на струјата во 2021 година од скоро 20%. Успешно го замаскира со намалување на ДДВ-то на 5%. Новогодишната честитка од владата за граѓаните е спремна, ќе имаме ново трето покачување на цената на струјата. Покрај енергетската криза, денес се соочуваме со здравствена и економска криза. Оваа влада предводена од СДС е само бензин во огнот и треба што поскоро да си замине. Народот на локалните избори им даде црвен картон и секое понатомошно нивно останување на власт е само на штета на државата. Време е за промени, за нови и честни политичари кои што знаат и умеат како да се справат со проблемите. Време е за итни предвремени парламентарни избори и исправување со кризните состојби. Благодарам.